Ако има некој што досега не ги почувствувал последиците од корупцијата, треба да добие награда. Има многу кренати раце, но сепак наградата нема да се додели. Причината? Никој не ги исполнува условите, па комисијата одлучи дека би било коруптивно некому да му се додели нешто што не го заслужува. Ако државата е наш дом, а корупцијата влезе во неа, таа го расипува целиот дом, не само дел. Еве како би изгледала една тура низ куќата на корупцијата. Доаѓате дома, се обидувате да ја отворите влезната врата, но таа е заглавена. Морате да викнете клучар, иако за 2 месеци веќе 7 пат ви се случува тоа, а еднаш дури ја сменивте целата врата. Кога конечно ќе влезете, прво одите да си ги измиете рацете, но нема вода во чешмата. Веднаш по вас доаѓа друг член од семејството, кој успева без никаков проблем да ги измие рацете, па го замолувате да ви ја пушти чешмата за да можете и вие да го сторите тоа. Следно, одите да ја земете храната од фриџидерот, но таа се расипала. Проверувате, тој е вклучен, работи, има соодветна температура, се уверувате дека не снемало струја додека сте биле одсутни и не ви е јасно зошто, но сепак сте останале без ручек. Додека чекате да ви стигне нарачката со храна која ќе ја преплатите, но немате многу избор, седнувате пред телевизорот. Одеднаш гледате дека сите канали се со дополнителна претплата. Сметката за телевизискиот оператор ви е платена, во договорот пишува колку канали треба да добиете, но имате нула. Може ли денот да стане полош? Решавате да пријавувате, да тужите, да се жалите. И клучарот, и водоводот, и трговецот со фрижидери, и телевизискиот оператор. Сите треба да одговараат. Барате празен лист и ги наоѓате пријавите, жалбите и тужбите што сте ги поднеле пред 7 години. Се уште не одговорени. Тогаш ви задзвонува поштарот и ви дава писмо од судот. И тие ве тужеле вас пред 7 години, кога сте одбиле да платите за недобиената услуга. Го добиле спорот и сега ви ја доставуваат пресудата. Веднаш одите во судот за да го расчистите недоразбирањето. Ви покажуваат во која просторија да почекате. И чекате. Се стемнува. Се уште чекате. Се заклучува вратата. Останувате да чекате. Тоа го носи животот со корупција, непредвидливост, неизвестност и немоќ. Неспособниот клучар може да биде која било фирма што добива наместени тендери, а нуди неквалитетни услуги. Неисправната чешма е како барањето врски, се пушта само за подобни. Расипаниот фрижидер е како партиски вработениот службеник што иако ги има сите услови за работа, не работи. Телевизорот тоа е класично барање мито. Во сите случаи треба или да доплатите или да молите за нешто што јонака ви следува и веќе сте го платиле. А сето тоа полесно ќе се решеше ако институциите задолжени за правдата работеа за малиот човек, наместо против него. Луѓето што сметаат дека никогаш не се соочиле со корупцијата, веројатно забораваат дека таа влие врз општеството не само на директен, туку и на многу индиректни начини. Кога ја прифаќаме како нешто нормално, тогаш се откажуваме од голем број основни граѓански права што ги имаме. Правото на добра администрација, на правда, на здравство, образование, работа, водење бизнис.